Македонија, предлогот за зголемување на старосната граница за пензионирање на 67 години предизвикува поделени мислења меѓу граѓаните и експертите. Според актуелните правила, жените се пензионираат на 62 години, а мажите на 64 години, но новите предлози имаат за цел да го продолжат работниот стаж заради демографски и економски предизвици. Експертите укажуваат дека продолжувањето на работниот век може да го стабилизира пензискиот систем, но постојат загрижености за здравствената состојба и продуктивноста на постарите работници. Од друга страна, граѓаните изразуваат стравување дека оваа мерка може да ги намали шансите за вработување на помладите генерации, создавајќи натамошен притисок врз пазарот на труд. Исто така, често се поставува прашањето дали постојат соодветни услови за работа за постарите лица, особено во професии кои бараат физички напор или работа под стрес. На самитот на Европската унија и Западен Балкан, председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, ги повика лидерите од регионот да го забрзаат процесот на реформи за приближување кон Европската унија. Според Мишел, Европската унија останува посветена на проширувањето, но напредокот зависи од исполнувањето на критериумите за владење на правото, борба против корупцијата и зајакнување на демократските институции. Тој нагласи дека 2030 година може да биде реална цел за интеграција, доколку се вложат потребните напори. Лидерите од Западен Балкан, вклучувајќи ги представниците на Македонија, покажаа подготвеност за интензивирање на реформите, но истовремено бараа поголема поддршка од Брисел. Главните теми на разговорите беа економската соработка, инфраструктурното поврзување и решавањето на билатералните спорови, кои често представуваат пречка за интеграцијата. Во Јужна Кореја, опозицијата поднесе барање за обвинение за отповикување на председателот Јун Сукјол, обвинувајќи го за прекршување на уставот и злоупотреба на власта. Опозицијската демократска партија го обвини Јун за игнорирање на демократските принципи и креирање на политика што предизвикува поделби во земјата. Со тоа, партијата се обидува да го блокира неговото управување, кое тие го сметаат за штетно за јавните интереси. Меѓутоа, обвинението бара значителна поддршка во парламентот, а владеачката партија го осуди потегот на опозицијата како политички мотивиран и неодговорен. Според аналитичарите, оваа иницијатива дополнително ќе ги продлабочи политичките тензии во земјата, кои веќе се на високо ниво поради контроверзните реформи што ги предлага администрацијата на Јун. Поранешниот американски председател Доналд Трамп побара укинување на пресудата во случајот поврзан со исплатата на порноактерката Сторми Даниелс, аргументирајќи дека истото би требало да важи како и за неодамнешното помилување на Хантер Бајден. Според него, судските процеси против него се политички мотивирани и селективно применети, со цел да му наштетат на неговата репутација пред престојните председателски избори. Случајот против Трамп се однесува на наводна исплата од $130,000 на Даниелс во замена за молчење за нивната наводна афера пред изборите во 2016 година. Ова е само еден од неколкуте судски процеси со кои Трамп се соочува, што го прави уникатен случај на поранешен председател кој се бори на правен фронт, додека се обидува повторно да се кандидира за највисоката функција во САД. НАТО внимателно ги следи кризите во Грузија и во Северна Кореја, изјави генералниот секретар на Алијансата, Јенс Столтенберг, нагласувајќи дека Алијансата нема да дозволи на Русија и на Кина да ја дестабилизираат меѓународната ситуација. Столтенберг истакна дека НАТО е подготвен да реагира на секој обид за нарушување на безбедноста во овие региони, но исто така апелираше за дипломатија и мирно решавање на конфликтите. Според Столтенберг, во Грузија и Северна Кореја постојат сериозни безбедносни ризици кои можат да имаат импликации за регионалната стабилност, но НАТО ќе продолжи да ги поддржува земјите кои се соочуваат со агресија и дестабилизација. Во исто време, Алијансата ја повтори својата позиција за важноста на военото одвраќање и колективната одбрана во заштитата на земјите членки.